Почитувани гледачи, добро вечер, добродојавте во најновото издание на Проверитас. Јас сум Александар Бичиклиски и вечерва ќе разговараме за најактуелните геополитички случувања и за позицијата на Македонија во тие процеси. Мој соговорник е човек кој во изминатиот период е особено актуелен во јавноста, а чиј мандат многумина го оценуваат како период обележан со лидерство, посветеност и државнички пристап во водењето на надворешната политика. На моје особено задоволство, вечерва во Проверитас е министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тим Чомуцунски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. И како што разговаравме неформално на пред почетокот на ова интервју, да ви честитам бидејќи скоро една година имате навистина успешен проект и да ви посакам и успех во следните години. Ви благодарам многу. Да, точно една година отприлика. Ете на годишнина од постоењето на Проверитас, говориме за многу интересни теми. Пред се да ви се заблагодарам што успеавте да издвоите време во овие турбулентни времиња, поврзани со вашата позиција во која што сте во моментов. Се надевам дека ќе направиме убав разговор и ќе ги заинтригираме нашите гледачи. Вашата последна активност беше евакуацијата на македонските државјани со престој на Блискиот Исток, каде што покажавте, морам да признаам, една подготвеност, професионалност и ефикасност во справувањето со оваа ситуација. Во Македонија пристигнаа чинам 5 лета и евакуацијата опфати околу 600 луѓе, односно сите што биле пријавени. Како се одвиваше целиот овој процес овие денови? Да, ова е прашање кое што е навистина актуелно и често го добивам деновиве. И јас малку за еден поширок контекст да дам на граѓаните, потсетувам дека во последната година ова е трета активност од сличен карактер кој што ние како институција ја координиравме. Морам да кажам и со добра координација и со други институции во државата, како и нашите дипломатски конзуларни представништва надвор од државата. Смена годишнината од огромната трагедија во Кочани, по која што во првите часови почнавме со испраќање на 115 вкупно наши пациенти надвор од државата. Тоа беше многу комплексен процес сам по себе, потоа имаше и пред неколку месеци прва фаза на тој конфликт помеѓу Иран и Израел, повторно евакуиравме наши граѓани и сега по трет пат, но овој пат беше навистина масовна евакуацијата и репатриацијата, бидејќи опфаќаше огромен број наши граѓани, ја ми точна статистика можем и да ја споделам со вас, кои што беа евакуирани од територија на Израел, Обединетите арапски емирати, Катар, Кувајт, Бахреин и Саудиска Арабија. Процесот сам по себе беше навистина комплексен, пред се бидејќи клучно на нас ни беше безбедноста на нашите граѓани, не е само вие да имате желба да евакуирате, туку тоа да го направите на најбезбеден возможен начин. Зборував и во неколку интервјуа деновиве дека имаше и логистички предизвици. Прво, например, граѓаните кои што беа на територија на Обединетите арапски емирати ги евакуиравме со 3 летови од територијата на самата држава. Но граѓаните кои што беа во Катар, Бахреин, Кувајт и Израел, моравме прво по копнен пат да ги пренесеме во други држави. Тие од Израел отидоа во Египет, а тие што беа во Катар, Бахреин и Кувајт отидоа на територија на Саудиска Арабија за летовите од таму да се реализираат. Посебен предизвик ни беше фактот што се уште имаме визен режим со Саудиска Арабија, мораше визите да се издаваат на граница. Имаше различни логистички предизвици на дневна основа, имаше наши граѓани кои што одлучуваа дека сакаат да бидат евакуирани, па во последен момент се предомислуваа. Нешто на што ние особено се гордееме и како држава е што успеавме да евакуираме и огромен број странски државјани по билатерално барање на наши соседи, но и земји членки на Европската унија кои што се пошироко од нашето соседство. И јас велам, најчесто во минатото сме биле корисници на европска солидарност. Овој пат бевме земја која што нудеше солидарност на други држави, што значи дека сме успеале во созревањето и во капацитетот на нашата држава. Синоќа го реализиравме последниот лет, и заклучно со тоа ги евакуиравме сите наши граѓани кои што во последните неколку недели бараа евакуација. Нема граѓанин кој што бараше евакуација од овие држави на кој што не му беше обезбедена.
сето тоа на товар на државата и на нашиот буџет, бидејќи затоа постои државата, затоа плаќате даноци како даночни обврзници, да знаете дека во момент на криза вашата влада и вашата држава стои позади вас. Сметам дека процесот не е никогаш идеален, но беше, јас сум задоволен од начинот на кој што успеавме ова да го организираме. Така, со оглед на тоа дека велите и така се ангажира сериозни државни ресурси и средства во целиот овој процес, се случи еден феномен, би рекол, вака интересен за нас македонците. Упативте апел до македонските граѓави кои што се пријавија за евакуација, но потоа не се појавија таму. 14 луѓе, така беше првата изјава. Скоро секој лет кој што го реализиравме. Што се дожи овој феномен? Зашто? Секогаш има и реални причини, ама некогаш можеби и нереални. Причините сакам да верувам секогаш дека се објективни. Тоа што јас во неколку наврати се обидував да го нагласувам, бидејќи посебно од Емиратите организиравме 3 лета заради големиот број на наши граѓани кои што бараат евакуација, е дека кога не сакате да бидете евакуирани, се предомислувате да не информирате за тоа, бидејќи има некои кои што чека да се пополни тоа место. За среќа, ние бевме прилично оперативни и подготвени за вакво сценарио и имаше листа за чекање. Нашата амбасада во Обединетите Арапски Емирати, кој што беспрокорно си ја заврши својата работа и практично во последните часови ние пополнувавме места за да нема испразнето место. Јас не можам да судам доколку некој одлучи да остане на територија независно од вонредната состојба што ќе постои, но цело време апелирав доколку сте побарале и сте предомислиле, ваше право е тоа. Вие на крајот на денот одговарате за вашата безбедност, но барем кажете ни, за да можеме да го пополниме со некој кој што чека што е можно побрзо да биде евакуиран. Така. Веднаш по нападот на Иран над Израел и Обединетите Арапски Емирати, остваривте работен разговор со заменик премиерот и министр за надворешни работи на Емиратите. Каква порака испраќа овој контакт? Што очекувате, како ќе заврши овој актуелен конфликт на Блискиот Исток? Сите не засега во дел Македонија, нели? Сите мислиме дека разбираме надворешната политика, сите збориме за тоа. Прво, Обединетите Арапски Емирати се држава со кој што имаме одлични билатерални односи. И со кој што имаме и многу планови за идни активности во делот на политичката соработка, но и во делот на економската и трговската соработка. Работиме на повеќе меѓусебни договори, што значи за нас е битна стабилноста на таа земја и битна е стабилноста на тој регион. Прво од билатерална гледна точка, заради потенцијалот на кој што работиме еден последен период со владата. Се сеќавате, премиерот Мицкоски беше во официјална посета во текот на предходната година, потоа јас во неколку наврати исто бев во посета и председателката Силјано Скадавкова пред неколку месеци беше во Дубај на еден голем настан каде што се сретна со председателот на Обединетите Арапски Емирати. Так. И ние прво со повикот покажавме солидарност и поддршка со таа држава, повикувајќи на стабилност и на мир во регионот, но исто така укажавме дека сакаме да бидеме чинител кој што доколку може да помогне на било каков начин ќе излезе во пресред на своите партнери. На нас како држава, не само држава членка на НАТО, туку и како држава кој што има своји интереси, ни одговара стабилност во тој регион, прво земајќи во предвид тоа што се наши меѓусебни потенцијали, но ќе се согласам со вас, земајќи во предвид дека фактот што има нестабилност во регионот на Блискиот Исток, во Арапскиот залив, има далекосежни последици. Тоа што го гледаме и е најзастапено во јавноста е како ќе влијаат овие процеси врз цените на енергенсите, но јас велам и многу повеќе. Ланците на снабдување на глобално ниво се длабоко поврзани со трговски процеси кои што потекнуваат од тој регион и секако доколку продолжи ескалацијата во оваа насока има големи безбедносни економски ризици не само за нас, туку и за целиот свет. Така, се согласувам апсолутно со вас, оваа тема е поширока, има силна меѓународна димензија. Вашиот став и ставот на Министерството и владата е многу јасен. За целата оваа приказна која што се случува во заливот, Македонија остана на страната на својот стратешки партнер, Соединетите Американски држави. Дали сметате дека ова е правилен избор во ваква геополитички околности? Не треба да имаме никаков сомнеш дека треба да бидеме на страната на наш стратешки партнер, но на страна исто така на страна на многу други земји кои што имаат прилично јасен став околу овој режим кој што го има во Иран. И тука е тој став кој што го има и официјален Берлин,
кој што јавно го објави и канадската влада, кој што исто така наш партнер и многу европски земји. Значи, во Иран има еден брутален, репресивен режим, кој што прво штети на својата нација и на развојот на својата нација, врши масовна репресија, но исто така е безбедносен ризик на глобално ниво. И действијата кои што се превземаат од страна на нашите стратешки партнери треба да бидат поддржани, бидејќи реализацијата на целите на Соединетите Американски држави за стабилност регионална и за обезбедување на долгорочна стабилност во регионот на Блискиот Исток се исто така и наши цели како држава. Така. Неколку во релативен краток период од вашиот мандат се остави еден мака интересен впечаток дека се зајакнуваат односите со Соединетите Американски држави. Каде бевме во овие релации пред неколку години пред промената на власта? Каде сме денес? Со оглед на фактор што Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер и правец кој што се интегрираме уште од самата наша независност. Политичката партија од која што доаѓате беше единствената која што во 90-тите години беше исклучиво за влез на Македонија во НАТО, исклучиво за стратешки договор со Соединетите Американски држави. Апсолутно. Значи, вие ако погледнете во суштина сите клучни моменти на развојот на тоа стратешко партнерство биле моменти кога ВМРО ДПМН бил на власт и во минатото. Како што кажав, тоа од моментот на независност до денес. Соединетите Американски држави биле и остануваат клучен фактор за стабилност во нашиот регион. И тоа е видливо по многу работи што администрацијата на претседателот Трамп го прави денес. Иако има такви кои што сакаат да представат дека Соединетите Американски држави не ги интересира сега регионот на Западниот Балкан, тоа апсолутно не е така. Нашите интереси се прво политичко безбедносни. Ке повторам, ние сме партнери во НАТО, имаме одлична и политички безбедносна соработка. Политичката соработка се гледа преку зачестените посети кои што ги има. Ке се амплифицира очекувам во следниот период со нова сесија на стратешкиот диалог помеѓу двете држави кои што очекуваме да се реализира во Вашингтон. Исто така ја гледаме преку одличната соработка која што имаме на полето на одбраната. Активностите кои што министерот Месајловски на дневна основа ги реализира со партнерската армија и Министерството за одбрана на Соединетите, односно Министерството за војна на Соединетите Американски држави, да бидеме максимално прецизни, но и на многу други полиња како што се енергетиката, дигиталната трансформација, во делот на борбата против корупцијата и транснационалниот криминал. Така да многу конкретни работи се прават во тој дел на политичка безбедносна, но и економска трговска соработка. Ја видовме заедничката изјава помеѓу двете држави кои што носи плодови прво за компаниите кои што се извозно ориентирани кон Соединетите Американски држави, а се во нашата држава, и на тоа поле на заедничките инвестиции и во следниот период има многу работи кои што ќе се најавуваат, а кои што крајниот ефект ќе биде за секојдневниот граѓанин да почувствува некој бенефит. Така, се согласувам потполно со вас кога говориме за оваа помош од странство и за целата оваа работа. Не може да не кажеме дека еден и од најзначајните стратешки исчекори за Македонија е договорот со Велика Британија, нели? Вие подолг период одржувате стабилни комуникации со работка со британските власти. Но што се должи овој договор и што конкретно значи тој за Република Македонија? Значи, добиваме силна поддршка во последно време по промената на оваа власт од Соединетите Американски држави, од Велика Британија, држави кои што се можеби едни од најразвиените, држави кои што се сериозни вака партнери од другата страна. На што се должи ова и со Велика Британија? Што токму со нас тоа го имаат направено со никој друг во регионот? Ако го погледнете мандатот на нашата влада, вие ќе видите во последните 2 години во делот на надворешната политика неколку клучни договорни или политички елементи. Станавме прва држава во регионот во мандатот на нашата влада што потпиша партнерство за безбедност и одбрана со Европската Унија. Јас го потпишав тој договор во Брисел пред година и половина. Ставивме крај на постмониторингот со Советот на Европа. Прва земја од регионот кој што не е земја членка на Европската Унија да го направи тоа. Сите други земји од Западниот Балкан се уште се предмет на мониторинг или на постмониторинг од Европската Унија. Склучивме неколку договори за стратешко партнерство. Тој со Велика Британија и тој со Унгарија. А исто така во моментот сме во крајна фаза, како што најави мојот колега
министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Грлич Радман, во крајна фаза сме и на склучување на таков договор за стратешко партнерство и со Хрватска. Кога се навраќаме на договорот со Велика Британија, таму има два договорни елементи. Прва е изјавата за стратешко партнерство, кој што ја потпишав јас заедно со веќе сега поранешниот министер за надворешни работи, но актуелен вице-премиер и министер за правда, господинот Клеми, во јули од минатата година, и колегата Николовски потпиша договор влада со влада, кој што е многу значаен за инвестициите. Стратешкото партнерство е порака. Прва порака дека Велика Британија е длабоко заинтересирана за регионот од Западен Балкан и не гледа нас, веројатно, како еден од клучните фактори за стабилност во овој регион. Ние сме земја кој што извезува стабилност и тоа можам низ призма на разговорот на повеќе начини да го образложам зошто е тоа фактички така. Значи не гледа нас како фактор за стабилност во регионот, но дополнително не ги гледа и како земја со кој што може да има засилена соработка во делот на инвестициските потенцијали. И тука клучни два проекти на кои што сме фокусирани е Коридорот 10 и инвестициите во делот на здравството, но исто така договорот отвара простор за канализирање на економско-трговска соработка поврзана со дигиталната трансформација, поврзана со одбраната, со наменската индустрија и има низа проекти кои што дел од нив, посебно тој поврзан со Коридорот 10 и делот на развојот на здравствената инфраструктура веќе се отпочнати аспекти на нивна реализација, а за овие другите има разговори и наскоро очекуваме да почне реализација. Да повторам, има порака, политичка, но има и конкретна соработка. И од земја со таков значаен стратешки интерес на глобално ниво, фактот што одлучува вакви два договори да склучи со нашата држава е јасна слика за геополитичката ориентација на оваа влада предводена од ВМРО ДПМН. Очигледно сите ја сватија пораката во Македонија само опозицијата, не ја свати бидејќи ве обвини дека постои таен договор за мигранти кои што ќе се населуваат во Македонија и тоа го збореа 2 месеци, мислам 3 без прекин цело време, дека ќе има мигранти, ќе има, дури имаше и реакција вака на британскиот амбасадор во Македонија кој што јасно порача дека мигранти нема да има. Како ги оценувате овие реакции од опозицијата? Во една од претходните емисии беше пратеникот Бојан на оваа работа, вика, знаете ли, на туѓата страмота колку му прави проблеми и тешкоти, и вика што сегашниот министер за надворешни работи треба да објаснува на некои луѓе што збори опозицијата во Македонија. За жал се доведовме во ситуација каде што време и енергија трошиме, и тоа го кажав во една пресконференција баш во екот на кризата на евакуација на наши граѓани. Последна работа што ја посакувам е да има потреба да трошам време, енергија и ресурси на објавување на деманти за работи кои што се ноторна невистина. Значи, да се подсетиме дека во моментот кога се склучува овие договори на пресконференција во владата, британскиот амбасадор веќе еднаш го кажа тоа. Заради оваа реторика на опозицијата го имаме ставено тој човек, представник официјален на Обединетото кралство, да треба неколку пати да го повторува. И сега едно е вие да не верувате на мојот демант. Иако повторуваме неколку пати, сакаме максимално јасно да бидеме. Не само што ќе нема мигранти, туку ќе нема одбиени баратели на азил или било која друга форма. Значи да не оставиме простор за селективно толкување, кажа вака, но тука постои исклучок. Иако видите, нашите деманти се многу прецизно пишувани. Но вие да не верувате на официјални изјави, на официјален представник, за една од најзначајните земји во светот, постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации. Тоа говори, јас повторувам, и ова неколку пати го имаме кажано, или не знаете, што е срам сам по себе, или многу добро знаете, но одлучувате свесно да ширите една хистерија и да ја манипулирате јавност. И двете состојби се навистина срамни, но кога ќе видите какви се реакциите на граѓаните, кога ќе видите на крајот на денот и какви се резултатите на опозицијата на политички план. Ние пред неколку месеци имавме избори во државата, каде што тие доживеа сериозен дебакл. И последните анкети на јавното мислење покажуваат дека не да се подобруваат, туку се влошуваат резултатите кои што тие ќе ги имаат во иднина. Ги гледаме состојбите во рамките на партијата, иако не сакам тоа да го коментирам, но една навистина специфична состојба поврзана со внатре партиската демократија.
Но од сето ова, многу е некоректно да го рушите меѓународниот имидж на државата заради заради мислењето дека ќе остварите некои политички поени. Реалноста е дека не само што не остварувате политички поени, туку јавноста суди по тоа што се случува и еве и доколку и ние, и британскиот амбасадор не ја кажуваме вистината. Се гледа состојбата на терен. Дали има или нема мигранти, одбиени баратели на азил или било која друга категорија на такви луѓе во нашата држава. Така, јас полог период бев и портпарол на ВМРО-ДПМН и од таа позиција денеска последно време што говори Социјалдемократскиот сојуз на пресконференција, да бидам искрено не знам што би им одговорил, бидејќи не ги ни разбирам пола што зборат некои теории на заговори, на приказни кои што не доликуваат на сериозна политичка партија која што треба да биде баш опозит, условно кажем, во политиката за да биде коректор на власта, како викаат. Пред 2 седмици државниот секретар Елена Кузмановска беше дел од 20-та НАТО конференција за контрола на оружјето за масовно уништување, разоружување и непрофилирација. Како е позицијата на Македонија во ваквите безбедносни формати? Дали денес имаме јасно препознаени и искрени сојузници? Дали седиме на истата маса со нив, како велат? Дефинитивно, членството во НАТО на нас ни му обезбедено равноправна положба со другите земји членки. Ние сме активен придонесувач во повеќе мисии и на НАТО алијансата, што велам од Балтикот до Балканот. Нашата армија, од гледна точка на тоа што таа го прави оперативно, е високо цената и по своите капацитети, како материјални, така и по човечките капацитети кои што ги има нашата армија. И на политички план сме земја која што се залага за стабилност, но исто така земја која што вели дека кога е во прашање безбедносниот придонес кој што ние го даваме, нашиот фокус треба да остане во оној дел од активноста на алијансата кој што е најблисок до нас, а тоа е да бидеме понудувач и извозник на безбедност во нашиот регион, затоа што во нашиот регион, независно од тоа што состојбите се стабилни во моментот, сепак постојат одредени ризици и тука треба да биде највисокиот степен на проактивност кој што ние ги нудиме како полноправна членка на алијансата. Одлично. Ајде да се вратиме на Балканот, Маце. Овде најинтересен е, нели секогаш, најостро ја судивте одлуката на бугарските власти да му забранат влез на адвокатот Тони Менкиновски на нивната територија, 10 години нели забрана, колку што сеќавам доби. Дали ваквото однесување соодветно за земја членка која е на Европската унија? Јас не можам да разберам, искрено да ви кажам, овие одлуки на бугарските политичари во последно време, нели, говорат за демократија, говорат за Европска унија, а спроведуваат работи кои што и во на црните времиња на студената војна не се правеа. Срамна е одлуката, пред се бидејќи земја членка на Европската унија ограничува слободно движење на еден адвокат, единствено заради тоа што си ја вршил професијата. Значи, негова работа е, доколку смета дека е повредено нечиво човеково право, да застапува пред меѓународните судови. И се работи за брутална повреда не само на лични права, туку и на права кои што произлегуваат од еден професионален однос. И затоа имаме разговарано со господинот Менкиновски, имаме како институција добиено одредени информации од негова страна, тие информации ги канализираме и превземаме одредени действија. Не велиме дека со апсолутна сигурност ќе најдеме правно решение со другата страна, бидејќи на крајната одлука ќе треба да биде донесена од соседна Бугарија како ќе се однесува по ова прашање, но ние како институција и како држава ќе ги исцрпиме сите возможни правни механизми и политички механизми кои што ги имаме на располагање да го заштитиме господинот Менкиновски, прво заради неправдата која што е нанесена врз него лично, штетата која што е нанесена врз него лично, но исто така бидејќи ова представува навистина еден опасен преседан кој што го прави земја членка на Европската унија и не е во интерес ниту на имиджот на таа земја, затоа велам треба да бидеме мудри, внимателни, но да не одмолчуваме на вакви неправди, ноторни и очигледни кога ги гледаме. Ние имаме обврска да ги заштитиме нашите граѓани и да го заштитиме националниот интерес и гледано
преку овој случај такви действија ќе превземеме. Така. Гледано во овој контекст, по промената на власта во Република Македонија, би рекол со 100% се промени нашиот пристан по надворешната политика со нашите соседи и со сите релевантни организации. Дури и го потребувавте, дел беше од вашата предизборна кампања, говорам за вашата политичка партија, како ќе биде нашата надворешна политика. Во тој контекст, како би ги оцениле моменталните односи меѓу Македонија и Бугарија? Во моментов какви ни се односите? Она што мене искрено ме радува е дека прв пат почувствував дека имаме црвени линии, дека можеме до тука, од тука натаму не може да разговараме. Нешто што дава вака сигурност меѓу народот во Македонија дека некој се грижи за нас во однос на ова. Ние имаме сериозни предизвици со Бугарија, но исто така покажавме во последните 2 години дека има полиња на кои што и можеме одлично да соработуваме. Доказ за тоа беше договорот поврзан со Коридорот 8, кој што успеавме да го постигнеме, бидејќи од стратешки интереси на двете држави. И затоа велам и тие сериозни предизвици кои што ги имаме, ако ги цениме и се поставуваме спрема нив, ценејќи ги нашите национални интереси, веројатно со таква една рационалност и прагматичност многу лесно можеме да го надминеме и овој предизвик. Така. И на Бугарија одговара ние да отпочнеме преговори. Од секоја рационална гледна точка на Бугарија одговара нашата држава што побрзо да стане земја членка на Европската Унија. На одредени поединци во соседна Бугарија, заради тесен политички интерес, може им одговара да постои темата. Но на бугарското општество му одговара и му е потребно подобрување на севкупните односи со македонското општество. Човечките односи се нарушени. Трговијата би можела да биде и подобра од таа што е сега, заради доколку не постоја овие меѓусебни блокади на кои што сведочиме. Ние во делот на надворешната политика, и тука ни доаѓа најголемата критика од СДСМ, но ние апсолутно стоиме на тоа дека нашата држава во последните години е предмет на постојани неправди. И тоа не го кажувам за да наметнам некој наратив на жртва. Воопшто тоа не е мојата цел, ниту целта на владата, но да констатираме каква состојба имаме и дека треба да превземеме нешто за да повторно не бидеме внесени во истиот вртлок на проблеми, во ќорсокак од кој што не можеме да излеземе. И затоа велиме нашата клучна парадигма е предвидливоста. Доколку ние превземеме нешто, што добиваме за возврат и која е нашата сигурност дека од нас постојано, циклично, на период од неколку години нема да се бараат нови одстапки кои што се поврзани со нација, идентитет и историја. Често знаат представници на земјите членки на Европската Унија да кажат: знаете, нема земја која што на патот кон полноправно членство не правела тешки одстапки или не носела тешки одлуки. И тоа апсолутно знам дека е така. Но суштинската разлика е што тие тешки одлуки или одстапки биле поврзани со реформски процеси кои што биле многу тешки. Ниту една друга држава не поминала процес на барање на национални обезличувања за да добијат членство во Европската Унија. Так. Нема друга држава која што сменила. Знаме устав во неколку наврати, кој што во својот устав има норми поврзани со немањето на територијални претензии кон своите соседи. Нема друга држава која што сменила име. И најголем дел од другите држави кои што имале билатерални спорави. Имаме неколку примери за тоа. Обединетото кралство Ирска се еден пример. Хрватска и Словенија се втор пример. Оставиле тие спорови да се решат внатре на еднаков терен како земји членки на Европската Унија. За денес да ви кажат и представниците на Ирска и представниците на Обединетото кралство, иако Обединетото кралство веќе не е земја членка на Европската Унија, но велат веројатно на ваков рационален начин немаше да ги решиме меѓусебните проблеми доколку не бевме заедно во Унијата. Така. И затоа мојот одговор на тоа е: ние сме подготвени на тешки одлуки, но сакаме тие одлуки и сме подготвени да ги носиме доколку се поврзани со оние внатрешни реформи кои што имаме врска да ги спроведуваме. А што мислите, дали нашите соседи се подготвени за вакви реформи, бидејќи знаеме Бугарија со години назад во политичка криза на секој 6 месеци практично имаат избори. Постои ли демократски капацитет во Бугарија кој што ги промени овие надворешни политики за доброто и на двете држави? При градењето на нашата позиција, јас велам, ние се надеваме на најдоброто, а се подготвуваме
за најлошото. Таму има во моментов изборен процес. Така. Не е наше да даваме анализа или гледиште на како ќе трае тој процес. Моја лична цел е дур трае изборниот процес да бидеме максимално внимателни, бидејќи немаме ништо да добиеме како држава ако со наши изјави станеме дел од изборниот наратив во Бугарија, а исходот кој што го посакуваме и на кој што се надеваме е стабилна влада во Софија со кој што ќе можеме да седнеме и вака рационално, отворено, во духот на добрососедството да си ги објасниме меѓусебните позиции, да најдеме излез од оваа ситуација. Така. Ајде да се вратиме малку да проговориме и за министерството кое што го раководите во периодов. До каде е процесот на пополнување на празните места на македонските администрации во дел од земјите? Неколку амбасадори на Македонија се во процес на добивање на мандат. До каде сме со целата оваа приказна? Ние имаме многу празни места на средите, знам. Точно е тоа. Ние прво неколку работи кои што ги направивме. Направивме измена и дополнување на законот за надворешни работи, каде што прв пат после 20 години, иако многу најавуваа дека ќе се направи таква измена, го зголемивме бројот на задолжителност на бројот на професионални именувани амбасадори и генерални консули. Во минатото во претходната верзија на законот за надворешни работи 70% од амбасадорите и генералните конзули можеа да бидат политички именувани лица, а 30% мораше да бидат од изборот кој што го има Министерство за надворешни работи, односно професионални дипломати. Сега го зголемивме на 50-50. Подобривме и одредени други состојби со измените и дополнувањата на законот за надворешни работи, кои што се поврзани со тековните активности кои што ги имаат нашите дипломати. За прв пат после 2006 година направивме изголемување на платите на нашите дипломати надвор од државата. За мислите 20 години нашите дипломати имаат целосно исти плати. Значи платите беа исти како тие во 2006 година при сериозна инфлација. И бевме дефинитивно најслаби во тој дел не само од регионот, туку и многу пошироко од регионот. Не велам дека доволно, веројатно се зголеми, но направивме едно соодветно зголемување да го подобриме и стандардот и условите со кои што тие работат и почнавме со пополнување на испразнетите амбасадорски места. Не можам конкретни одговори да давам за кадровските решенија, затоа што има една фаза на класифицираност на тие имиња до крајниот момент, односно пред тие да дадат своје образложение пред Комисијата за надворешна политика, но тоа што би можел да кажам е дека иако законот вели 50-50, ние отидовме и со над 60% на професионални дипломати од редот на вработените во Министерството за надворешни работи, значи одиме над законскиот минимум и гледаме што повеќе од амбасадорите да бидат од редот на професионалниот кадар во МНР, иако морам да напоменам, во минатото имаме искуства на одлични именувани политички амбасадори, кои што биле многу амбициозни и покажувале сериозни резултати во своето работење, што значи не треба да исклучиме дека има потреби од политички именувани амбасадори на одредени позиции и често и тие знаат одлично да се завршат работата, но во овој случај по координацијата помеѓу мене, председателот на владата и председателката на државата, одлучивме во овој прв поголем бран на именување да дадеме предност на професионалните дипломати, но ние кои што сметаме најдобро ќе го застапуваат интересот на државата надвор од нејзините граници. Да, со ова што сега ми го кажавте, падна уште една штезата на Социјалдемократскиот сојуз дека мора партизира државата, баш да се случува департизација во ова што го кажувавте, дека добиваме повеќе професионалци кои што ќе си работат онака како што треба. Господин Уцунски, почнав емисијата, говоревме за нашиот ангажман во заливската криза. Го спомнавте Кочани, пред некој ден помина една година од таа трагедија која што никој од нас никогаш нема да заборави да избриши. Вие имавте едно обраќање на кој испративте благодарност до владите, амбасадите и институциите кои што подадоа рака во тој период. Би рекол дека со таа како да кажам, едноставно во таа темина имавме и пријатели покрај нас. Тој цел период, тешко говорам кога говорам за ова. Дали се согласувате со оваа моја констатација дека тоа беше така? Прво, нема зборови преку кои што ние можеме да го изразиме сочувството и за семејствата, и за најблиските, и за пријателите, па и за колективната меморија и свест на градот Кочани за тоа што се случи.
Но имаме обврска да дадеме одговор, да дадеме одговор и од правна гледна точка, да има соодветна одговорност, за да никогаш ова не ни се повтори. Кризата, се што се случи по тој настан, мислам, во мојата лична меморија ќе остане далеко в мрежата, бидејќи бев уште од првите часови, од кога го добив тој повик од председателот на владата, тоа рано утро, активен и во кризниот штаб и неколку недели всушност единствената работа која што ја работев беше поврзана со Кочани, таму беше нашиот фокус и како држава и на мене како министер, не само сместување на наши пациенти надвор од државата, туку и грижа за нивните семејства, за нивните најблиски и потоа враќање на тие пациенти кога завршуваше нивниот третман надвор од државата. Сметам дека успешно се спроведе целата таа активност. Јас би сакал да кажам дека покрај огромната вклученост на голем дел институции, за мене одговорот кој што го дадовме вклучува и многу тивки херои, на кои што посебно неколку луѓе кои што знам што точно правеа, на кои што им велам многу ми е жал што во моментов сметам дека не е фер да ги кажувам вашите имиња, но тие знаат кои се, дел од нив доктори, дел дипломати, дел функционери и службеници, воени лица, полициски службеници, но има некои луѓе кои што навистина многу направија во тој момент, но не треба, кога некој ќе ми рече честитки, добро се спроведе, тие зборови нити бараме, нити очекуваме да се изразуваат, нема потреба тоа. Прво, такви зборови не треба да изразуваме за тоа што се случи на државата, а второ, нити треба да не смееме ни да размислуваме за благодарност за нешто што не е работа. Кога ги вршиме тие активности, кога правиме евакуација, тоа ми е работа на мене како министер и тоа е работа на институцијата која што ја раководам. И ниту е поентата да се фалиме, јас само изразувам огромна благодарност према сите држави кои што без никаква калкулација, без никакво размислување, одлучија во тој момент да ни излезат во пресрет и да ни помогнат. Затоа што во тој момент не само што имаше за нив финансиски импликации, тоа ги коштало за да ни помогнат, има трошок, имаше и сериозни ризици поврзани и со транспортот, и со превземањето на пациенти кои што беа под сериозен ризик за нивниот живот. И често, бидејќи јас веднаш по евакуацијата на нашите пациенти отидов во една тура на посета на дел од државите, прво да ги постам пациентите, да ги постам нивните семејства, но да се заблагодарам и на нивните доктори, на нивните влади, да кажам дека сме крајно благодарни, го оцениме што го прават. Постојано се навраќам на зборовите на една докторка во Солун, која што ми рече, вашите деца си наши деца. И затоа јас кажам како министер, јас лично сум, за мене солидарност не е збор. За мене солидарноста, барем јас можам да кажам дека сум доживеал и е емоција и велам кога од нас ќе биде побарана солидарност, треба на ист ваков начин, па уште би рекол и на посилен начин да постапуваме спрема други држави. Така, морам да бидам искрен. Повеќе 35 години ја следам политиката и ваков начин на размислување како вие што го кажувате во моментов искрено ме импресионира. Нешто ново што го гледам во политиката и посакувам да продолжите само по тој пат. Ни помина некако многу брзо времето, едно вака лично прашање на крај, ако може да ви поставам вашиот мандат, нели е многу динамичен, турбулентен, изминати во периодот кога дојде на целата нова власт. Она што можам како човек, нели, кој што ве следи вас и сите кои што се бават со политика во Република Македонија, е тоа дека сте постојано динамичен, енергичен во целата таа работа, од каде ја црпите енергијата, од каде, како велам, се храните и сте подготвени сето тоа да го правите и да бидете во топ форма. Видете, не сакам да делувам како да зборувам од клише, веројатно енергијата како луѓе ја црпиме од поеќе работи. Прво, секој човек се радува кога ќе постигне некој успех или некој резултат.
Второ, енергијата доаѓа несомнено најмногу од семејството и од најблиските. Посебно кога гледате дека колку и на нив некојаш да им е тешко, и тие ви даваат максимална поддршка. Трето, велам, треба да го сакате тоа што го работите. Генерално мислам дека човек во животот не може да биде успешен ако колку и нешто да е тешко, ако го сакате, тогаш сигурно ќе бидете успешен кога го работите. Секој збор на поддршка кој што ќе го добиете од некои кои што и не го познаваат, а ќе го сретнете на улица. Некојаш и критиката која ќе ја добиете е нешто кое што ќе ви даде мотив и ќе ве мотивира повеќе да работите. Бидејќи критиката, секој човек има его. И веројатно на ниту еден човек не му убаво кога нешто ќе го искритикува. Но ве тера да раѓате една самосвеска и себе си. Да размислите, чекајте. Ако ме критикуваат, значи дека нешто можам да подобрам. И јас знам и практикувам некојаш, за тоа ме критикуваат и дел од мојот тим, што знам и да читам критики, да видам што мисли тој од другата страна, не зависи од дали е позиција, дали некој кој што не критикува доаѓа од сферата на медиумите. За жал, си ние малку, сега кај нас е тоа и ескалирано до степен на критиката доаѓа безусловно, добро е да знаете или да слушнете критика за да создадете свест и перцепција и да избегнете од тој ризик на околу вас некој да креира впечаток дека се е идеално. Никаде не е идеално. И ниту еден човек не може да биде идеален во својата работа. Но доколку вложувате максимална енергија, давате се од себе да ги реализирате резултатите во кои што верувате, тогаш сигурно ќе бидете успешен, но ќе бидете и чист пред себе како човек, дека сте дале се што можете и дека работите со најдобра намера за оваа држава да успее, да тргне напред кон целите кон кои што очекувате. Промените не секогаш може да се дешаваат преку ноќ, но секој еден од нас може да ефектуира многу промени, посебно на позициите кои што ние ги имаме во владата. Така. Мене ми станува да ви заблагодарам што издвоивте време вечера да бидете гостин во Проверитас. Направивме прекрасен разговор. Ми останува исто така да ви посекам среќа, успех и на приватниот и професионалниот ваш ангажман. Повторно да се видиме овде во Проверитас, каде што повторно ќе говориме за интересни теми. Ви благодарам и на вас за можноста да гостувам. Ке повторам, ви посакувам многу успех во реализацијата на емисијата и секако сум убеден дека ќе имаме прилика повторно да се видиме. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.